Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Матрона, преподобниот Јован Прозорлив и преподобниот Пафнутиј. Светата маченичка Матрона. Како девојка сирак била слугинка во куќата на еден евреин во Солун. Жената на тој евреин непрестајно и се подсмевала на Матрона заради низината вера во Христа и ја наговарала да го отфрли Христа и да оди во синагогата. Но кротката Матрона одела по својата работа и не ја одговарала на својата Господја ништо, а тајно му се молела на Христа Бога. Еднаш еврејката дознала дека Матрона скришум од неа отишла в црква, па целата гневна ја прашала зошто не отишла во синагогата туку в црква. На тоа Матрона ја одговорила: затоа што во христијанската црква Бог живее, а од синагогата еврејска он отстапил. Бесна поради мажествениот одговор, еврејката ја истепала и ја затворила во една мрачна одаја, каде што, освен тоа, уште и ја врзала. Но утредента ја нашла одврзана со силата Божја, како клечи на молитва и го фали Бога. Потоа, во 2 наврати повторно ја затворала, додека најпосле со глад не ја умрела. Тогаш опаката жена го зела телото на светата девојка и го фрлила од височината на својата куќа на земјата. Христијаните го зеле телото на маченицата и честно го погребале. А епископот Александар, дознавајки за многуте случајни чуда од светата маченичка, подигнал црква на нејзиниот гроб. А злобната еврејка наскоро ја стигнала праведна казна од она исто место на куќата од кое го фрлила долу телото на Матрона. Таа се лизнала, паднала на калдрмата, се раздробила и умрела. Спаси Izvoli
спасенија нашего ради, во плоти ти сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрослављаеми Отцу и Свјатому Духу, спаси Преподобниот Јован Прозорлив бил дрводелец до својата 25-та година. Потоа, гонет со неодоливата желба за непрестајна молитва, се оддалечил в пустина каде што проживеал до својата смрт, тоест до 90-та година. Телесен, но како безтелесен. Прозирал во срцата на секој човек што ќе му се доближел и можел да го погоди неговото име, неговата желба и мисла. Му го прорекувал на царот Теодоси исходот на неговите битки. Им прорекувал на војводите, монасите и на секого што имал потреба во тоа да дознае што се крие за него во темнината на идните денови. Некој кнез го молел да ја прими неговата жена, која особено посакала да го види. Светителот не сакал да ја удоволи и на празната радозналост, но на сон и се јавил на жената на кнезот онаков каков што е. И кога жената го опишала видението, нејзиниот маж потврдил дека е навистина таков ликот на светителот. Секој свој посетител го поучувал на смирение, како на основна добродетел, секогаш наведувајќи примери од животот, како горделивоста многу возвишени карактери ги кутнала во правот и ги навела на тешки гревови. Издржал големи напади од злобните духови. Еднаш му се јавил сатаната со мноштво демони во вид на сјајни ангели. И овие го гонеле да му се поклони на сатаната, лажејки го дека е тоа Христос. А тој одговорил: на мојот цар Исуса Христа јас му се поклонувам секој ден. Да е тоа он, не би имал потреба од мене особено сега да му се поклонам. По тие зборови, сета злобна сила исчезнала како чад. Завршил мирно, клечејки на молитва во својата 90-та година. Преподобниот Пафнутиј, ученик на светиот Антони Велики, со светоста на својот живот обратил мнозина грешници на патот на покајанието. Повеќе личел на безтелесен ангел отколку на телесен човек. Се упокоил кон крајот на 4. век. Поуки од светите отци. Да се биде блиску или далеку од Бога зависи од самиот човек, затоа што Бог е насекаде. Свети Јован Златоуст.